Предложените измени и дополнувања на Законот за минимална плата што вчера ги изгласаа пратениците, фирмите кои на вработените ќе им ја покачат минималната плата, ќе добиваат државна помош. Финансиската поддршка за работник изнесува 30% од разликата меѓу бруто платата на работникот во тековниот месец и просечната брута плата на работникот исплатена во октомври, ноември и декември лани. Оваа поддршка може да изнесува најмногу до 1200 денари месечно за работник. Сите овие фирми може да аплицираат за да ги поддржиме во отворената спирала која што се направи со минималната плата. Знаеме дека со минималната плата над 90.000 граѓани ја добија повисоката плата, но сега за да немаме урамниловка она кое што се случува секогаш после донесување на ваков закон, ние се потрудивме да обезбедиме финансиски средства да продолжи растот на плати и во оние трудоинтензивни гранки и затоа обезбедуваме дополнителна финансиска поддршка која што ќе биде за оние компании кои што немаат голем раст или имаат раст не повеќе од 10%. Преку финансиската поддршка, како што велат од Министерството за труд и социјална политика, ќе се поттикне спиралата за покачување на платите во трудоинтензивните сектори, односно во текстилната и кожарската индустрија, што позитивно ќе влие на растот на продуктивноста на компаниите и на растот на животниот стандард на работниците. Средствата за исплата на финансиска поддршка се обезбедуваат од буџетот на Република Македонија. Финансиската поддршка ќе се исплаќа за период од јули годинава до декември 2019 година.